Почитувани добровечер, разговарам со Зоран Наковски и Сашо Неделјковски, представници на група засегнати граѓани кои протестираат заради ретроактивно одоночување на нивните приходи од странство. Господа, добровечер и ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер и благодарам за поканата. Честни што сме тука, затоа што ова е нашиот прозорец кон јавност. Јас сум Зоран Наковски и сум еден од засегнатите граѓани и сум член и ја представувам групата на засегнати граѓани кои имаат даночни решенија од Управата за јавни приходи. Добро вечер од мене, благодарам на поканата. Значи, јас сум исто засегнат од даночните решенија и сум тука како представник на граѓаните. Кој конкретно вашиот главен проблем со даночните решенија што ги добивате? Вака, главниот проблем со даночните решенија е тоа што тие решенија се ретроактивни и се донесени во краток период од пред 5 години, од 2020 година. Значи, тоа е број еден проблем што го имаме. Значи, тие решенија се донесени пред истекот на оваа година. Да кажеме дека неколку дена пред нова година, и истите решенија ни се донесени и после нова година. Не знам дали тоа е законски или незаконски, али тоа е најголем проблем што со закаснети рокови, ненавремено информирани и после 5 години се донесени. Кога прв пат дознавте дека имате обврска за дополнително одоночување на приходите од странство? Вака, јас прв пат дознав пред нова година, мислам дека 18 декември беше, кога добив известување по имейл од Управата за јавни приходи подрачна единица Куманово, дека имам данок за плаќање за 2020 година. Тогаш почна ова наше информирање, пошто ние не бевме информирани и организирање на некој вид на протест и реакција. Значи, јас акотабилното решение го добив на 31 декември. Првото информативен имейл беше со рок од 8 дена за доброволно пријавување и плаќање на данок. Службите во тој период не работат, значи празници и беше малку тешко, така да после добивањето на решението пробавме да се организираме и да издействуваме некаква акција. Така, на протестите цело време тврдите дека станува збор за двојно одоночување. Какви докази имате дека данок веќе бил платен во странство? Да почнеме од почеток. Значи, ние таму овој проект не бориме за Куманово. Пошто целиот проблем го префрлија само на Куманово, а и сега ќе зборуваме само за Куманово. Значи, ние овој проект што сме работеле таму не е од вчера, не е од пред 5 години, него почнало од 2003 година. Сите што се вработени биле таму, сите овие 22 години, да кажем, сме знале дека не сме даночни резиденти, бидејќи нашиот договор во таа фирма гласеше со 3 одмори по 15 дена. Тоа е 45 дена во година ние да бидеме само во Македонија. Така да со законот за член 5 за даночна резидентност ние не сме даночни обврзници. И така ние со години тоа го гледаме и сега кога ни дојде овие решенија, после 5 години ни бараат докази дека да доставиме дека ние сме биле надвор од државата, ние сите поединци од нас пробавме да извадиме потврда од Министерството за внатрешни работи за евиденција за влез и излез, бидејќи пасошите не ни ги признаваат, печатите во пасошите не ни ги признаваат, документите од фирми што ги имаме не ни ги признаваат, каде што таму докажуваме од кој до кој датум сме биле таму во таа база и во таа држава. Визите што ги имаме не ни ги признаваат, така да чекавме одговор од Министерството за внатрешни работи. После недела дена сите го добивме тој еден исти одговор дека тие не чуваат податоци за 5 години. Така да тоа е
еден од доказите што пробавме одма да го доставиме, други докази дојдоа после, да кажам, недела дена, бидејќи беше тесен период, не можевме одма да известуваме, празници, добивме од нашите фирми дека имало платено данак за нас во таа држава што сме работеле и нашите сами договори што ги имаме подпишано со нашите фирми, ги доставивме, таму пишува дека работодавачот е одговорен да си плати данок на таа држава каде што ние сме биле вработени. Сито тоа ни беше одбиено и не беше побарано да доставиме докази од ирачко даночно оделение дека таму е платен данок. Дали досега сте имале директна средба со управата за јавни приходи и што ви беше кажано таму? Вака, по директна средба, значи секој од нас има отидено до управата за јавни приходи, секој поединачно има однесено документи за секој случај или решение поединачно. Тие документи може да бидат копии од визи, копии од пасош, печати влез и излез, значи документи од работодавец, кај што кажуваат дека ти си бил вработен во таа и таа држава во тој период. Исто така имаме и потврда, тоа добивме накнадно потврда дека данок е плаќан во таа држава, но потврдата не доаѓа од работодавец. Така да секој од нас има отидено до подрачна единица Куманово управа за јавни приходи. Во прво време сите наши докази, сите документи ни беа враќани, одбивани, управата не сакаше да ги прими. Нашите документи почна да ги примат на разгледување некаде меѓу вториот и третиот протест. Не дека нешто се смени, али можевме да ги доставиме. Инаку официјална средба со висок представник на управа за јавни приходи имавме неофицијална средба со медијација на градоначалникот. Имавме средба на 3 јануари со господја Елена Петрова и премиерот, кај што ни беа ветени некои работи кои што не беа исполнети. Кои документи ви ги бара управата за јавни приходи за кои велите дека е невозможно да ги обезбедите? Вака, ние од Куманово сме голема група на граѓани кои што работеле таму на тие проекти во Ирак, Афганистан, Африка и има и други континенти што имат таа фирма, таму представништва, така да сите сме на некој начин различни. Се разликуваме со документи. Ние за среќа имаме работено во една фирма каде што имаме комуникација со таа фирма и можеме да доставиме документи и да побараме од таа фирма. Има луѓе што се работеле за неколку фирми, што тие фирми или се угасени или немаат представништва веќе во тие држави, така да за нив е многу потешко да дојдат до тие документи, да ги достават до управата за јавни приходи. Како што кажа и мојот колега, на таа средба со Елена Петрова, што ни беше една од точките што ми беше обеќано дека ќе се исполни, е дека ако ние не можеме сами да ги најдеме тие документи, дека нашата држава преку Министерството за внатрешни работи и преку други институции ќе побараат, ако треба директно од америчката влада, бидејќи тие компании се сите амерички, и дека ќе најдат начин да најдат каде е платен и колку е платен данок. Колку пати досега говоревте за селективно толкување на законите, што конкретно значи тоа во вашиот случај? Значи, селективно толкување на законите во нашиот случај значи дека управата за јавни приходи има постапено различно во идентични случаи со идентични документи. Како пример ќе ви дадам управата за јавни приходи од други градови, значи надвор од Куманово, подрачни единици во Штип, Делчево, Охрид, има ослободени наши колеги за под иста основа на нерезидентност и има прифатено документи како докази како печати од пасош,
докази од фирмите каде што биле вработени. Истите документи кои што во Куманово на нас не ги одбиваат и не ни ги признаваат. Може да се дополни. Секако, секако да. Може се дополни, значи, на таа среда пак ќе кажам, со Елена Петро, ова што сега не прашува, ние го тоа доставивме и на премиерот и на Елена и кажавме, значи ние понесовме со нас цврсти докази, мейлови од тие исти наши колеги, само со скриени имиња, да не ги покажуваме нели кои се, и лично ги доставивме на нив, јас лично ги цитирав таму, да ги покажам дека има селективно толкување низ државата. Кога го слушна тоа на таа средба, одговорот нивен беше дека криминалот имало секогаш и ти има, али секогаш правдата ќе ги стигне. Така да тоа е по нас е селективно толкување на закони, посебно меѓу градови и институции. Може уште нешто само, извинете. Исто така имаме и многу граѓани кои во таа фамозна 2019-2020 се отидени до управата за јавни приходи, кога беше донесен новиот закон за резидентност и усмено им е кажано дека, пошто сме надвор повеќе од 183 дена, дека ние не сме даночни резиденти. И мислам дека имаме и имейл комуникација со УЈП од 2019 година, каде што во имейл е одговорено дека ние не сме даночни резиденти. По неколку протести пред зградата на управата за јавни приходи, последниот протест беше пред општина Куманово. Незадоволни, револтирани од тоа што вашето барање не беше поставено како точка на дневен ред на седница на Советот на општина Куманово. Што конкретно како група засегнати граѓани барате од Советот на општина Куманово со оглед на тоа што даноците се централна надлежност? Ние како представници бевме иницијатирани од групата што ја представуваме да направиме протест пред општина. Тоа беше иницијатива од нив заради тоа што како и сите што видоа на таа седмица, на петата седмица на Советот, дека нашата точка беше одбиена. Јас лично достави барање до архива на општина неколку дена пред Советот и на таа иницијатива, на тоа барање ставивме неколку точки да се разгледат и ако може Советот на некој начин да ни помогне. Ние од Советот не побаравме, како и тие сами што излегува со тоа дека тие немаат ингеренции врз тие нели барања. Значи нашите барања беа конкретни и денеска стоиме на тие три барања. Значи ние од нив побаравме само да се разгледа, бидејќи на тој совет е составен од сите политички партии, сите имаат координатори и представници нели на тој совет, така да се побара мислење од сите, да видиме дали можеме некако ние тој наш проблем да го решиме, дали правно, дали ќе ни понудат правници, стручни лица, некако да ни помогнат од некој начин. Се беше тоа лошо сватено од нивна страна, така да и на таа седмица, пред да се случи таа седмица, ден пред тоа, бевме повикани неколку представници од нас, лично од градоначалникот и од председателката Ивана Ѓорѓиевска, и тогаш ни беше кажано дека таа точка нема да се стави на дневен ред, бидејќи Советот нема ингеренции за државни институции и дека тие не можат да ни помогнат. Така да ние знаевме ден пред тоа дека таа точка нема да се стави и како што знаеме сите што се случи на тој совет со таа расправа меѓу нив, така да после сето тоа искочивме дека излезе дека ние направивме политички притисок и како што сами советници некои кажа дека тоа се ефтини политички поени. Тоа за нас како и мислам ние секој протест се оградуваме од политиката, пред секој интервју што сме го дале, значи ние не бараме помош од политичките партии,
ние бараме совети од сите граѓани и бараме поддршка од секој кој што сака да не поддржи. Така да тие политички партии кои пробале да како што претседателката вика дека пробале да извадат политички поени, ние немаме контрола врз тоа и јас не можам лично или мојот колега да ги каже дека да не пишуваат по фејсбуци, по нивни мислења, тоа се нивни ставови, така да ние немаме ништо од тоа. Значи ние знаеме дека Советот нема моќ да направи некоја измена на централно ниво, меѓутоа може да се дискутира за проблеми на засегнати граѓани и да се излезе со став. Така, денот кога протестиравте пред општина Куманово, имавте средба со градоначалникот Максим Димитриевски, а вчера имавте средба и со председателката на Советот и координаторите на политичките партии кои што се во Советот. Како поминаа средбите? Да, тој ден кога бевме пред општината, градоначалникот дојде пред луѓето и побара од нас да се качиме во неговата канцеларија, неколку представници од нас, да му кажеме што проблеми имаме, пошто тој се така повика дека тој е градоначалник на нашиот град и дека ако треба нешто, тој е секогаш тука за нас. И ние отидовме на таа средба. Таа средба пак беше официјална, имаше таму и записничари. Значи ние пак побаравме од него истите тие барања што ги имаме и што ќе ги доставиме и утре до Елена Петрова, да ни се доказите признаваат, да ни се стопираат овие решенија, бидејќи ние секој од нас овие денови моравме да ги оджалиме тие решенија со тужби, така да бидејќи на сите тие решенија имаме рокови од 30 дена, така да тие рокови ни истекува, еве лично за моето решение до утре рокот, ја денеска морам да го пуштам, да ја пуштам таа тужба, така да и на градоначалникот му ги кажавме пак истите барања и побаравме од него пак да ни направи средба со директорката на управа на јавни приходи, бидејќи пред тоа имавме договорена средба и имавме и одговор од неа дека таа сака само кога ќе и доставиме барање за средба да биде официјално преку управата за јавни приходи, тогаш ќе дое. Јас лично со моите колеги доставив барање до управата за јавни приходи, беше повикана да дојде во Куманово, ни беше кажано дека ќе организираме во комитет, во зградата на комитет, во големата сала, каде што ќе бидат поканети сите наши засегнати граѓани и ќе бидат поканети и медиумите. Но директорката таа средба ја одби, тоа го дознавме на таа средба, бидејќи градоначалникот и се јави и по неколку минути или пола час, да кажем, ајде, ни беше одговорено дека таа не прифаќа таква средба, туку сака да се сретнеме во Скопје, во главната зграда на УЈП, со ограничен број на луѓе, без медиуми, таа средба пак да биде затворена. Што тоа лично нас, нели и претходно кажав, не ни се допаѓа, бидејќи ние имавме веќе една таква средба остварено, на таа средба со затворени врати, таму што и да ти кажат, после тоа ништо не беше исполнето. Така да, еве утре мораме да ја прифатиме пак таа средба, бидејќи не знаеме како да ја донесеме Елена тука пред медиумите да каже, пошто нашето мислење е тоа, бидејќи ќе биде подобро така со медиуми, бидејќи таа секогаш кога излегува на некоја телевизија, имаше неколку интервјуа до сега, после првиот протест, каде што беше лично кажа дека имало пропусти до сега, али тие пропусти да ги бараме во претходна власт. Потоа, другото интервју беше на ТВ Телма, каде што имаше изјава дека ние сите сме добиле решение од 2020 година, 2021, али сите тие ние граѓани сме ги игнорирале
и не сме сакале да ги платиме тие решенија. Така да, после таа изјава на следниот протест, ние ја јавно демантиравме Елена Петрова со мојата изјава пред камерите, така да и побаравме од неа побаравме од неа лично, ако може, лично или на мене, или на него, на било кој од нас, да ни достави такво решение од 2020 година дека сме добиле. Така да, логички кога гледаш, значи, јас да сум добил од 2020 година решение, до сега мојата сметка ќе е била 100 пати блокирана, ти имам данок, не данок, него ти имам камата со голема бројка на голема сума, така да тоа ништо не е точно, морам па да ја демантирам. Ја мислам дека сите ние имаме годишни даночни решенија на нивниот сајт на Управа за јавни приходи за тие години 2020, 2021 и пред тоа, во кои на задната страна има и уплатница на 0 денари, така да. Да, имавме и такви. И го покажавме тоа на медиумите такви. Еден од тие документи, каде што еден наш колега си извадил 2020 година решение што на него се гледа дека тој нема доходи да заплатиме. Дали средбата, вчерашната средба со Ѓоргиевска и координаторите на советничките групи беше конструктивна? Вчерашната средба значи вчера бевме поканети од председателка на совет на општина Куманово на средба, таму беа и представници, координатори на сите пратенички групи во состав на советот. Беше конструктивна, беше водена на поинаков тон отколку петата седница на совет. Добивме, како да кажам, неформална поддршка од сите политички партии, од сите советници. Добивме ветување дека ќе има седница и дека нашата точка ќе се најде на дневен ред на таа седница, бидејќи според деловникот на Советот на општина Куманово, тие имаат право да дискутираат за проблеми на граѓани и да излезат со заклучок, став и сега кога ќе биде таа седница не знаеме. Да, ние сакаме да биде што побрзо, пошто не притискаат со рокови и камати. Тие имаат седница на 25 февруари. Нам не ни одговара, да. Значи се договоривме да одржиме уште една средба. Тие јавно ја втори февруари, понеделник, на која што ќе ги кажеме резултатите од средбата со Елена Петрова од утре и ќе одлучат, мислам, кога ќе биде следната средба. Морам да додам дека на таа средба јас лично бев изненаден од реакцијата на координаторите и од на самата председателка. Бидејќи таа, кога почна седмицата, се оградуваше дека таа не е запознаена со нашиот случај, дека таа само се запознава преку вашите медиуми, преку порталите и лично не била запозната и социјални мрежи и лично не била информирана. Така да ние на таа седмица и неа и координаторите од почеток до ден денес ги објаснивме низ какви проблеми поминуваме, низ кои институции сме прошле, низ какви да кажам ветувања сме добиле, така да сето од тоа сите не само сите овие денови само не тапшаат по рамо, што на кумановски морам да кажам, сите не тапшаат по рамо и имаме поддршка, ама ништо официјално. Сега на таа средба ние изготвивме декларација со барања и поддршка. Така да на таа декларација ги напишевме нашите 3 точки и ги поделивме на сите присутни таму,
Ако сака да не поддржат, нека се потпишат на таа средба. Веќе не поддржуваат на таа декларација, да не поддржат така формално. да се оградиме. Така, дали некој од нив веднаш ја потпиша декларацијата? Ние ги дадовме рок, не мора тоа се одма да се, нека ја прочитат, нека размислат, така да очекувам на наредната седмица да ни ја достават таа декларација, бидејќи планот со таа декларација ни беше да се оградиме политички, бидејќи секој од таму на таа седмица ни зборува дека вие сте ги купиле, мислам, таа партија ве купила со тие политички или друга партија или трета партија, така да еве јавно со таа декларација викаме секој поединачно мислење и ако сака нивна поддршка, нека ни се потпише на таа декларација. Така. Дали сите што протестирате сте во иста правна ситуација или има разлика од случај до случај и колку луѓе според вас се засегнати од овој проблем? Значи, постои заедничка основа што не поврзува сите што протестираме, а тоа е добивањето на даночни решенија што се со ретроактивно дејство за приходи остварени во 2020 и 2021 година. Меѓутоа, секој случај е и различен. Значи, секој од нас има различен даночен резидентуален статус, има граѓани што работеле во различити фирми, во различити локации, значи место на остварување на доходот, различни работодавачи, така и секој од нас има на некој начин слична, али и различна документација. Различни фирми. Да. Затоа и различна документација. Некои од тие фирми не работат или не постојат денес. Така, некој има повеќе проблеми, некој помалку, али не поврзува тоа што сите имаме даночни решенија. Според информациите, значи ние немаме официјални информации, со нив располага Управата за јавни приходи. Ние имаме некои информации што кружат меѓу нас дека има околу 11.500 решенија издадени, Тоа е на Македонија. Да, од кои 4.500 се за Куманово. Дали некој од вас досега се има соочено со блокада на сметка или присилна наплата или роковите се уште течат? Вака, ќе кажем, пак ќе се вратам на онаа средба со министерот, со премиерот и со директорката. На таа средба ни беше кажано дека присилна наплата нема да биде до 31 мај, како што завршува таа даночна година. Значи, на секое наше решение ги има наведено членови за наплата, така да ние знаеме дека од 15 не мора тие да ни кажат, знаеме дека од 15 ни тече камата од 0,03% секој ден. Така до сега немаме блокади уште, нашите документи се на разгледување, пошто секој од нас до сега и лично ги доставил и преку електронска пошта на Управа за јавни приходи има доставено. Така да тие ги примија документите, има на пуно луѓе им вратено дека се на разгледување, ама немаме уште ништо официјално. Што би било прифатливо решение за вас? Дали некоја законска измена, целосно ослободување или нешто трето? Значи, за нас е прифатливо целосно ослободување од данок, прифаќање на нашите документи и докази што ги имаме за платени даноци во странство, исто така и стручно толкување на членот 5 од Законот за резидентност. Дали сте подготвени случајот да го третирате и судски, вклучително и пред меѓународни институции? Така да, ние, како што ти кажав и претходно, ние сите почнавме да ја пуштаме таа тужба поединачно, пошто не може групно, бидејќи секој од нас има поединачно решение, во рокот тој од 30 дена, бидејќи ако него испоштуваме тој договор од рокот 30 дена, потоа тоа решение ќе биде застарено, правосилно и нема да имаме право на жалба. Така да ние сме спремни и да одиме и до меѓународни судови, да видиме сега прво како ќе пройдеме со управен суд прво, пошто првата жалба не е до управен суд. Така да спремни сме да одиме до крај, бидејќи правдата е на наша страна, како што е. Да, али би сакале да се заврши вон судски, ако може, значи да се стонираат тие решенија, да се повлечат, бидејќи секое
излегување на суд е финансиски трошок и ствара дополнителен притисок на нашите семејства. Што ќе им порачате на оние граѓани кои што велат и сметаат дека сите мора да плаќаат данок без разлика каде работеле? По наводници. Значи, ние не бегаме од плаќање данок, ние не избегнуваме данок, ние сме против ретроактивни решенија и против ненавремено известување за даночни обврски. Значи, кога ние би биле известени за овие даночни обврски во 2020-2021 година, случајот би бил различен. Данок имаме плаќано, односно работодавецот има плаќано данок во државата каде што данокот е остварен. Ние сакаме само толкување на законот за нерезидентност и толкување на законот за двојно одлучување. Во пресрет на утрешната средба со директорката на Управата за јавни приходи, уште еднаш повторите ги вашите барања и што е она што очекувате од утрешната средба? Така. За утрешната средба прво ни беше најавено ние да доставиме прашања што треба директорката да ги разгледа и беше побарана да ги доставиме во Управата за јавни приходи тука во Куманово. Ја вчера и со моите колеги ја доставиме истата таа декларација со нашите 3 барања. Ние од тоа не отстапуваме. Значи, прво барање е да се стопират овие решенија, бидејќи и да ги стопират, бидејќи никој од нас не сака да иде по судови, пошто бидејќи секој правник ни беше кажал дека овие решенија, оваа тужба нема да биде лесна, него ќе биде можда ќе трае од 2 до 5 години, така да тоа се и трошкови за секој од нас, за нашите семејства, ни стварат и нервози, и притисоци, така да никој од нас тоа не сака да се случи. Второто барање е да ни се признаат сите тие докази што ги имаме доставено. Во емисијата не споменавме уште ова дека имаме најава, посебно за нашата фирма што сме работеле, најава дека нашата фирма ангажирала адвокат тука од Македонија, дека сега не знаеме дали можеби е доставено тоа, а можеби во наредните денови ќе се достават докази кои докази од добиени од ирачко даночно оделение. За секој од нас имам информација дека секој од нас има еден файл со 79 страни за платен данок во таа држава, така да сакаме сите тие докази да се признаат, да се разгледат, да се признаат во Управата за јавни приходи, да не одиме по судови. Сега, имаат и луѓе што не можат од фирмите да извадат таков документ. Тие луѓе се повикуваат на член 5 за даночна резидентност, така да сите што сме работеле таму сме биле повеќе од 6, 7, 8 и 10 месеци. Тие луѓе на тоа се повикуваат, така да бараме од Управата за јавни приходи да си побара од Министерството за внатрешни работи евиденција, бидејќи на нас таа евиденција, не знам по која причина, или не сака да ни ја дадат, така да не навлегуваме во таа институција. Мислам дека и Управата за јавни приходи има своји ингеренции да си побара по службена должност од Министерството за внатрешни работи, дека да со таа потврда ќе потврдиме дека ние сме биле повеќе од, да кажем, 6 месеци надвор од државата. Секој од нас и од тие граѓани што се вработеле во тие фирми имаат документи, имаат авионски карти како доказ, имаат печати од пасош, визи од фирмите, докази дека од кој до кој датум се таму работеле, така да бараме сето тоа да се признае. И под број 3 одговорност. Да, бараме одговорност
од управата за јавни приходи за пропустите што ги има таа направено институција, бидејќи ние никогаш не сме навремено известени. Ова е после 5 години. Не сме навремено известени, не сме информирани, така да мислам дека тука бараме одговорност. И самата директорка има признаено дека има пропусти во управата за јавни приходи, така да секој од нас има право да биде навремен увид во даночните обврски и навремено известување, што мислам дека и на таа седба имавме исто кажано го имавме зборувано ова прашање со директорката и со министерката, и одговорот на директорката беше дека таа во тој период има работено во управата за јавни приходи, ама дека таа не била во тоа одделение. Така да нас не ни е битно дали ќе има одговорност оваа директорка или некоја претходна или не знам кој. Така да, ние бараме од оваа институција која денеска ни ги пушта овие решенија, така да и тие сами знаат дека имаат направено многу пропусти. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Благодарам вас за поканата.